Психолошката состојба на децата при онлайн и физичка настава, тоа ќе биде следниот разговор во соседното студио. Ирена, гостинката е веќе тука. Дора, да ти посакам добро утро и добре ни дојде. Добро вечер. Ќе се надоврземе на сето она што и претходно еве го слушнавме за дечињата, за проблематиките и најверојатно како психолог од психолошка гледна точка ќе уживаме во разговорот како и секогаш со тебе. Да, ти благодариме за најавата. Дора Попова-Узумновски, психолог и психотерапевт, е утрово заедно со нас. Ја поканивме за да проговориме малку повеќе на тема психолошката состојба кај децата при онлайн настава и физичко присуство во училиштата во време на пандемија. Дора, се чини дека пред голем предизвик се не само образовните институции и родителите, туку и самите деца, кои што еве за прв пат ќе треба да се навикнат на сосема поинаков тек на една учебна година, едно сосема поинакво секојдневие. Пред се за прв пат дел од нив ќе следат онлайн настава, што е нешто сосема ново и за нив и за родителите. Па како од ваша гледна точка може безпрекорно да се реализира тој процес и колку на едно дете во училишна возраст може во домашни услови да му се окупира вниманието, да се насочи вниманието на онлайн наставата. Нели во училиште е поинаку, работна атмосфера, учителка, дома сите сме поопуштени, како од психолошки аспект децата да сватат дека е тоа навистина час? Значи, јас прво би рекла дека ова е експеримент за сите и не знаеме уште како тоа би било, иако вистината е дека, значи, да се насочи така вниманието на детето од дома во тој процес на таа онлайн настава може да биде тешко и стварно предизвикувачки. Прво заради тоа што и возрастните луѓе, кога работат некој пат од дома, им е тешко да го задржат вниманието и точно, например, со тој проблем се соочуваме сега како терапевти во текот на целиот овој период, заради тоа што и возрастни луѓе бараат терапија заради тоа што им е тешко седењето дома и нели поготово тие што се во софтверски компании кои работат и кои нели се принудени што да седат дома и не се отвараат, а не па нели кога збориме за децата. Тоа кај возрастните причинува силни тегоби, а кај децата можеме да претпоставиме или не само како ќе биде. Меѓутоа, сепак мислам дека децата се во некоја смисла полесни за прилагодување од возрастните, во смисла на тоа дека ако му кажат, како ќе му кажат на детето, така ќе прави. Се разбира, зависи од возраста, бидејќи негде децата до 10-та година немаат уште развиено апстрактно мислење. Они немаат критички став према работите, едноставно имаат конкретно мислење и се занимаваат со тоа што го гледаат. Да, и тоа е нивната предност во оваа ситуација. Да, и тоа едноставно они размислуваат врз база нели на тоа што го перцепираат. И така да мислам дека прилагодувањето на детето пред се зависи како родителот ќе се прилагоди на ситуацијата. Многу деца кои што има родители што им е тешко да се прилагодат на ситуацијата, самите деца се прилагодуваат тешко, бидејќи пораката што ја примаат е дека е тешко, дека е страшно, дека е неподносливо и за децата е тешко. Меѓутоа, пак зависи од многу околности, од многу фактори. Пред се тука го имаме и карактерот на детето, а го имаме и темпераментот на детето. И ситуацијата е малку посложена од тоа што изгледа. Сигурно дека за некои деца ќе биде полесно прилагодувањето, за некои потешко, а зависи од возраста. Например, за средношколците можеби ќе биде полесно да ја постигнат таа дисциплина, бидејќи веќе нели имаат оформено некаква структура на личноста во себе, која што нели не е целосно да оформена, меѓутоа го има костурот на личност и они знаат што тоа значи, нели ако се осврнеме на тоа дека самите средношколци па се побунија против онлайн наставата и беа нели подготвени да излезат таму на некој протест, не знам дали се одржа. Меѓутоа прилика они се по група што веќе има и критичко мислење и став. Да, меѓутоа за децата што се во основните училишта може да биде проблем. И сега значи тоа што видовме дека одлуката нели да трнат децата од прво до трето одделение во училиште беше нели како предлог. Јас мислев дека донесува, па сега нели уште не се знае како ќе биде. Јас лично се согласувам со таа одлука. Мислам дека едно прваче не би требало да стартува онлайн од дома. Заради тоа што ако ќе стартува онлайн, значи тоа е негов почеток. И после, кога ќе влезе во училиште, може тоа да биде збунувачки за него. Значи, каде сум сега јас? Едноставно, децата низ криза ќе поминуваат. Полошо во таквиот случај е што децата не знаат тоа да го објаснат.
Децата кога чувствуваат стрес и анксиозност не знаат тоа да го објаснат. Значи ние ги следиме нив. Они ќе почнат да имаат изговори во однесувањето со цел нешто да одбегнат. И често пати на родителите може да не им биде јасно тоа зашто го прават. А децата не можат да кажат дека се вознемирани, дека нешто не им е јасно. Што треба според вас да содржи онлайн наставата за поголема концентрација? Мислам дека треба повеќе да се прилагоди да биде сликовита. Тоа е најбитниот момент, значи информацијата да биде пренесена низ слика. Слика која што ќе биде импактна, која што ќе биде влијателна, која што ќе може да го задржи вниманието. Меѓутоа, низ слика да се представи знае да биде тешко. Да го избегнеме текстот во дадената ситуација на сликата да се задржиме, бидејќи сепак визуелен тој процес, е многу битно. И информациите кои што се важни да бидат презентирани на екранот во таа слика, во таа сликовитост, додека непотребните текстови треба да се избегнат. Иако се разбира тука може да биде нешто комбинирано, може да им се даде материјал на учениците и на децата, нели да имаат од што да учат и на што да се насочат. Меѓутоа кога имаме ваков тип на настава, просто е излишно да збориме за тоа дека децата ќе може да го задржат вниманието на текстуалните делови едноставно, бидејќи човечкиот мозок функционира така, го забележува тоа што му е импактно, тоа што му е влијателно и тоа што му е битно. Значи тука е многу битно да се издвојат информациите. Во насока на задржување на вниманието и концентрација на тие наставни онлайн содржини, се јавува и еден друг проблем во пракса, а тоа е следењето на онлайн настава дома, во семејства каде што има повеќе деца, повеќе детни семејства, како тука родителите да делуваат на децата и како да им помогнат во следењето на таа онлайн настава и во концентрирање на иста. Така, се согласувам, тоа е комплицирано прашање. Имаме луѓе кои што не ги имаат сите услови. Значи има во помали, нели можеби станови живеат, некои немаат и така натаму. И тука како ќе се организираат е просто дадено на креативноста на родителот и колку ќе може помош да добие од други фактори, нели баби, дедовци, колку они тука би можеле да се вклучат. Бидејќи ако збориме искрено вистината дека за да има максимална концентрација на едно дете, поготово од помалите возрасти, да може безпрекорно да следи онлайн наставата, треба да му се обезбеди просторија во која што би било само. Дели се разбира со помош тука на некој родител, старател кој што ќе биде со него. Меѓутоа, значи во една голема дневна соба да замислиме дека може да седат и братчето, и сестричката, и бабата, и дедото, и може би бебенце мало во семејството. Да, или ако има бебе мало, мислам тоа е нонсенс. Вистината е дека веќе тие се невозможни услови за изведување на сето тоа и како значи тие се сите предизвици кои што допрва ќе треба да бидат решени, затоа рековме дека тоа е експеримент. Затоа и сум повеќе за таа одлука и дури не само до трето, туку од прво до четврто да трнат децата на настава, бидејќи во таа возраст им е мозочето во развој. И тоа се критичните фази низ кои што тие поминуваат и што ќе биде фиксирано на таа возраст после ќе остане во подосните години. За да тече тоа непречено, едноставно сум за тоа од прво до четврто, меѓутоа од друга страна го имаме стравот на родителите кои што самите пружаат отпор во тоа децата да трнат нели на училиште, па се самите дома за онлайн настава, па се бунат во тоа како не би оделена работа, па како нема да го пуштат детето во школа и сето тоа во тој процес на развој на мозокот кај детето ќе остави последици. Меѓутоа не можеме да најдеме совршен НЗС. Очигледно дека е така и дека навистина сите се соочуваат со голем број дилеми околу онлайн настава или физичко присуство во училиштата. За сите дечиња што ќе тргнат во училиште, исто ќе биде тоа едно поразлично училишно секојдневие во кое што мора да почитуваат голем број протоколи. Како тоа влијае на децата и како децата да се научат на некои работи кои што и нам како возрастни луѓе ни е тешко да се навикнеме постојано да држиме дистанца, да носиме маски. Како тоа влијае врз психологијата на детските главчиња? Да, значи нефункционалноста на мерките има причина зошто е така, пред се бидејќи се направени да се едноставно спротивно на биолошка емоционалната природа на човекот.
мерките не кореспондираат со човечката природа едноставно, и затоа и на нас не е тешко и дури нели ги одбиваме, веќе имаме сите отпор према нив. Меѓутоа, како што реков, на децата е полесно некако да им се објасни, меѓутоа мене не ме загрижува тоа дека они ќе можат извесно време да ги почитуваат мерките, пошто децата како ќе ги програмираат, они така ќе прават. А меѓутоа работата е тоа што колку долго доследно ќе можат да го задржат вниманието во одржувањето нели на таа мерка. Бидејќи кај децата тоа малку со поограничено траење. Например, они ќе влезат, ќе се научат децата дека кога ќе влезат нели на час, ќе треба да ги пружат рацете за дезинфекција, дека не знам од толку до толку часот ќе тој клас ќе влегува, тоа дете ќе седи таму, ваму, но тоа ќе се навикнат. Меѓутоа долгото седење и без можност за одмор, значи без да се раздвижат, тоа може да биде проблем. Едноставно, за нас возрастните е проблем да седиме на едно место подолго од 1 час до час и пол, а не по децата. Не случајно часовите се програмирани така да бидат по 45 минути. И сега во дадената ситуација, они да треба да седат и да им се носи ужинката на место и воопшто да не станат. Мислам, тука е во развој и моториката кај детето. Секако, да. Значи, тоа е исто така многу битен елемент. Во развојот на моториката ќе имаме фиксација. Значи, децата ќе добијат атрофија просто на мускуларниот систем. А тоа и како е битно, значи, за понатамошен развој на самодовербата. Зашто едноставно кога телото почнува да биде млитаво уште на таа возраст, автоматски се губи самодовербата. Телото е битно, бидејќи ние се подпираме на телото. Поготово начинили рабевниот столб и кичмата, каде што се главната наша подпора. И кога кај детето ќе се искриви, сето тоа ќе биде навистина проблем. Затоа, од тој аспект, кога би гледала, јас лично, некако професионалец, туку лично го гледам тоа дека може би подобро поголем ризик да се превземе и да тече, да има некаков тек на наставата во живо со некаква можност за одмор, меѓутоа да се задржат децата дома онлайн, според мене е, мислам, неприфатливо. Колкаво е и колку е значајно влијанието на самите наставници при ваков начин на настава? Сигурно дека и самите наставници различно го доживуваат тоа. Имаме сигурно, тука не можеме кај наставникот да ја издвоиме неговата личност од професионалното. И сигурно дека одредени наставници се плашат повеќе. Да, бидејќи сето ова е ново и за нив. Значи, сигурно одредени наставници се плашат повеќе, сега ако говориме за физичкото присуство, сигурно одредени наставници се плашат повеќе во однос на некои други. И стравот на наставникот исто така ќе има влијание врз детето. И тоа да може наставникот стравот да го остави дома и да дојде на работа, значи без да може тоа да интерферира во самата настава, е вистински предизвик. Мислам, тоа е нешто што исто така треба да се дискутира. Може би на самите наставници треба да им се пружи некаква превентивна психолошка помош, значи со одреден тим на колеги веќе тоа го разговаравме и има кај нас предлог и иницијатива да просто им се да бидат психолошки спремни наставниците и децата и да се направи превентива во тоа што значи и како тоа може да понатаму во иднина да се манифестира на нив. Меѓутоа, што ќе биде од сето тоа останува нели да видиме, бидејќи самата ситуација е таква да има премногу дупки во нејза. Да, убаво кажавте, ова е еден експеримент. И еве, за крај би ве прашала, бидејќи јасно е дека се соочуваме со многу неизвестности, со многу предпоставки, со многу работи кои што на сите ни се нови, како да им помогнеме на дечињата во сето ова? На што најмногу да внимаваме? Значи, не зборам сега за институциите, туку ние како родители, како баби и дедовци, како потесно семејство, па и нели наставниците, како да им помогнеме на децата во ова пандемска година со која што се соочува? Едноставно да ги прашаме децата. Бидејќи ние возрастните често пати дискутираме за оваа тема, меѓутоа вистината е дека не сме ги прашале децата. Што на нив им е потребно во сето ова? А вистинскиот одговор од нив можеме да го добиеме.
И тоа можеме да го добиеме индивидуално од секое дете. Се разбира во рамки нели на семејството. Едноставно тоа што треба нив да ги прашаме. Да ги секој дете е различно. Тоа што ќе му биде потребно дете од прво, второ, трето одделение во хипотетичка ситуација, ако трне во школа, нема да биде истото со тоа што ќе му треба на дете од четврто, пето одделение и следи дома онлайн настава. Или ја следи, не знам, училницата кадарот, како тоа би се одвивало. Треба да ги прашаме децата како можеме да им помогнеме, што можеме да направиме за нив, како можеме да им олесниме и така натаму, и да ги поттикнеме повеќе да зборуваат за тоа како се чувствуваат, бидејќи како што реков, децата имаат тешкотија во изразувањето да го кажат тоа како се чувствуваат. Они не до одредена возраст немаат свесност да направат атачмент меѓу тоа која е таа емоција која што му се случува и да ја именува самата емоција која што ја доживува. А веројатно вие најдобро знаете колку е опасно да се чуваат сите тие емоции, сите тие дилеми внатре во себе, во едно детско главче, во едно детско срце, затоа што тоа може да има понатаму и на вистина несакани последици врз развојот на психиката. Да, се согласувам, и во последниот период, например, имаме зголемен број на деца и родители кои што бараат психолошка помош како резултат на корона ситуацијата и имаат симптоми кои што никогаш порано не се појавиле. Значи ги чувствуваат сега. Во рамки сигурно дека има некоја диспозиција од претходно да се јават тие симптоми, меѓутоа избиваат сега. И баш имаме цели семејства со кои што работиме, а симптомот секогаш е кај најслабата карика, односно кај детето. И оно го чувствува најмногу. И затоа е многу важно да знаеме да ги препознаеме тие симптоми. И кога ќе дојдат, значи кога ќе дојдат на терапија децата, меѓутоа ние не можеме да работам терапија со детето, мене ми е битно да се вклучени самите родители во процесот на терапија, бидејќи тој симптом кој што избил кај детето во форма, децата имаат сега страф од смртта. На 9-10 години деца доаѓаат кои што викаат дека се плашат да не умрат при спиење. Ја слушаат цело време ситуацијата за короната, како е, така па чекаме да заразиме, па да не умреме, па да не ова, па да не она. Мислам, тука просто се загрозува, нели, тоа едно убаво детство со такви некои стравови кои што не би требало да постојат тогаш. Мислам, во развојот на една нормална личност сигурно дека ќе се соочи кога тогаш со тоа прашање дали јас ќе умрам, тоа е екзистенцијално прашање. Меѓутоа децата сега од оваа ситуација на тие години ги чувствуваат тие стравови. Дура, кажавте дека кога доаѓаат кај вас на консултации за помош родителите и децата, дека се јавуваат со симптоми кои што се нови, нормално предизвикани од ситуацијава, нетипични за претходни нели проблеми за кои што имале потреба дел од родителите и децата да ве консултираат. Кои се тие симптоми, значи на што да обрнат внимание родителите и како да знаат дека на детето на вистина му е потребна некоја поддршка, ако не од нив, ете можеби од стручно лице. На што најчесто да внимаваат? Кои се тие први симптоми? Обично тоа е симптомот на анксиозност и на страв. Бидејќи во самата ситуација сега во короната се направи еден балон на неизвестност. И нели во старт кога почна, некако имаше ставови на стручни лица и на мои колеги и така натаму и на лекари дека нема да знаеме каде ќе не одведе оваа ситуација. И толку некако се направи околу тоа дека нема да знаеме што ќе биде, нема да знаеме и се доведе до прашање екзистенцијалната имнина на поединецот, што како ќе биде. Од друга страна видовме дека со текот на времето како спласнаа, значи некако во медиумите сите тие информации, некако се намали тој страв, меѓутоа последиците од првишниот страв останаа. Од прва се направи голем балк и сега тоа спласна. Меѓутоа последиците доаѓаат од после. Значи ние кога сме во самата ситуација на стрес, телото не реагира веднаш. Телото реагира за доцнато. Значи телото реагира кога ќе се опушти во дадената отпосле кога ќе помине. Тоа се последиците. И обично симптомите се страф и анксиозност. Од таа како последица од таа неизвестност, затоа што ќе се случува. Да, како ги манифестираат децата? Различно тие состојби, страф, некои се затворат, некои се хиперактивни, како тоа да го кажав, они не знаат да го кажат, меѓутоа секој родител најубаво си го познава детето. Има деца кои се повлекуваат, кои едноставно имаат потреба да се изолираат, кои нешто не сакаат повеќе да зборуваат. Има деца кои што ќе пројават некакви тикови, кои што никогаш претходно не ги пројавиле. Мислам, обично они ги изразуваат на телесно ниво.
Немирот го изразуваат на телесно ниво, не можат мирни да седат, се врткаат наваму, натаму или имаат различни симптоми секој дете, олеснувачки фактори кои детето знае нели да каже дека се плаши. Меѓутоа тоа се обично кај деца веќе од 10 години нагоре. А кај помладата популација, значи не е така. Се чини дека на вистина ќе имат многу работа и родителите и психолозите и психотерапевтите ова учебна 2020-2021, пак ќе кажам голем предизвик за сите нас како родители, како општество и треба да ги мобилизираме своите сили, знаења и искуства за да им помогнеме на децата да се снајдат во ваква учебна година. Дора, ви благодарам многу што одвоивте време да бидете наша гостинка и барем малку да им олесниме и да им објасниме и на родителите, но и на бабите и на дедовците, затоа што сите се загрижени како ќе се афектира оваа новонастаната ситуација врз нивните најмлади. Фала ви за гостување. Ви благодарам за поканата.